Добро вечер на сите. Добре дојдовте на 27-то алумни ФЕИТ дружење со тема Македонски телеком. Во октомври 2019 година започнавме како иницијатива од мал тим со цел реактивирање на алумнито и со идеја секој последен четврток во месецот да се организира дружење за завршени инженери на ЕТФ ФЕИТ факултетот во просторите на факултетот и да се запознаеме подобро, да потикнеме социјален диалог и од дружбите да произлезе иницијатива и акции за делување. Ова идеја се покажа повеќе од успешна и добра. Досега организиравме 26 дружби, само неколку беа со физичко присуство, во главном бевме онлайн, ја користиме платформата Zoom, со помош на ФЕИТ факултетот. И пред да ги представам гостиве на денешнава дружба, сакам да се надоврзам на денешната тема. Само кратко да подсетам дека пред 2 години на нашата 6-та дружба, само што беше почнат COVID вирусот, темата беше 5G и вирусот. Тогашните воведни говорници кои беа експерти во областа на телекомуникациите зборуваја за злоупотреба на 5G, човечки права, слобода и приватност. Здравствениот момент зборуваме за здравствениот момент, зрачењето, фреквенциите, техничките параметри, светскиот сооднос на САД, Европа, Русија и Кина во однос на повеќе аспекти од употребата на 5G, поклопувањето на имплементацијата на 5G и актуелната светска пандемија со COVID-19 и нормално работа што ги обединува сите овие работи што ги спомнавме е врв на се, тоа се лажните вести. После дискусијата се набетна неколку заклучоци од кои ќе издвојам дека 5G се анализираше од технички, здравствен, безбедносен, социолошки и социјален аспект и истото како технолошки развој содржи многу други придобивки кои веќе во Македонија ќе почнеме да ги користиме и да ги осетиме тие придобивки. Со денешната тема сакаме да го одбележиме и месецот на телекомуникациите и да продолжиме со серијата на презентирање на фирми и компании во кои нашите инженери завршени на ФЕИТ ЕТФ факултетот професионално учествуваат. Нашите гости ќе не запознат одблиску со компанијата Македонски телеком, незината работа, актуелната состојба со 5G, како би се запознале со значењето, функционирањето и работењето на Македонскиот телеком. Кога отворив CV-то на нашиот гостин, имав првата реченица беше од нула до херој. Ова е во однос на 8-те години како главен извршен директор и главен директор за техника во ВИП, тоашен телекомуникацијски оператор, кој со својата работа постигнал апсолутно од нула да се стигне до држиво и профитабилно работење во компанијата. Значи, нашиот денешен говорник е наш колега електрофакултет, кој од позиција после завршувањето, претпоставувам, на факултетот, од позиција на главен координатор и обучувач на Cisco Network Академијата, Академија програмата во Македонија, оди како раководител за поддршка и планирање на продажба, после во Космофон, менаџер за инженерство, па главен технички директор, главен извршен директор, главен директор во техника во ВИП операторот Македонија, за да од септември биде главен извршен 2017 година, биде главен извршен директор на Црногорски телеком. Добива награда за најдобар работодавач во Република Македонија 2010, 2011 и 2012, меѓународно признат професионалец кој 2 пати е избран меѓу врните 40 извршни директори на телекомуникацијска компанија по 40 годишна возраст од Global Telecom Business.
во септември 2010 и 2011. Никола Љушев, дипломиран електроинженер, главен извршен директор на Македонскиот телеком. Подиумот е ваш. Поверете, само да уклучам презентацијата. Добар ден на сите, или добра вечер, веројатно подобро. Благодарност до Климент и Манџук на поканата да го представим Македонски телеком пред овој аудиториум. Јас мислам дека ова е една убава можност да зборуваме на интересна, актуелна тема како 5G. Се разбира, како што е и ред за паметните работи, паметните теми ќе зборуваат оние кои што се најзаслужни. Тоа е Васко и неговиот тим, значи јас нема да зборувам на тема 5G, туку ќе се концентрирам на еден малку, би го нарекол, попрозаичен наратив. Кога размислував како би можел најпаметно да ги искористам овие 10 на 15 минути кои се на располагање, заклучив дека доколку зборувам само за Македонски телеком, имам опасност да се повторам во она што претходно сум го зборувал во други пригоди. И затоа овој пат одлучив во мојот дел да дадам една мало поглобална, би рекол похолистичка слика за тоа што представува Deutsche Telekom групацијата во која и Македонски телеком припаѓа, која е големината на нашата локална операција во контекст на глобалните корпоративни размери и накратко кои се стратешките предизвици и нашите одговори на истите во наредниот период. Ќе започнам прво споделувајќи неколку интересни бројки за големината и релевантноста на Deutsche Telekom. Deutsche Telekom е водечки телекомуникацијски оператор во Европа, лидер во делот на пазарна капитализација, во делот на приходи и на профитабилност. Во моментов Deutsche Telekom има скоро 1/4 милиарда мобилни корисници, што ќе се согласите е импозантна бројка. Функционираме на пазари каде што вкупно има околу 530 милиони жители. Тоа е нешто што сега пред 15 на минути го рачунав на брзинка, бидејќи ме интересираше и мене кој е тој адресибилен дел од пазарот кој што го таргетираме. Остваруваме обрт од скоро 110 милиарди евра годишно, со што сме на трето место во светот, после AT&T и Verizon. Имаме над 26 милиони фиксни линии, од нив скоро 22 милиони се широкопојасни корисници, broadband фиксни корисници и над 216.000 вработени во глобални размери. Овие бројки секако се од овие, би рекол, глобални вкупни бројки ретко релативно тешко може да се препознаат спецификите и големината на операциите на компаниите кои што ја сочинуваат групацијата. И затоа на наредниот слайд, на овој слайд намерно сакав да ги представам да ја представам нашата уникатна позиција практично на двете страни на Атлантикот. Deutsche Telekom има водечка позиција на телекомуникацијски оператор практично на западната хемисфера, со тоа што 70% од приходите и некаде околу 2/3 од профитабилноста ја генерираме во Соединетите Американски држави. Европа контрибуира само со околу 10% од вкупните приходи и профитот. Како илустрација, нашата германска операција, Telekom Deutschland, која што е посебен сегмент во рамки на нашата операција, значи имаме три главни столба, T-Mobile US, Европа, која што се состои од 10 пазари, почнувајќи на север од Полска, завршувајќи на југ со нашата грчка операција ОТЕ, и германската операција Telekom Deutschland, која што е повеќе од двојно поголема од сите 10 европски операции во рамки на Deutsche Telekom. Овде има многу бројки, се разбира, не е идејата ниту да се памтат, ниту да ги поминуваме, едноставно чисто само да забележите која е разнообразноста на големината на операции и си природно на држави каде што функционираме. Значи зборуваме за еден
мамутски оператор од типот на T-Mobile US, кој што пред 2 години се спои со последно рангираниот Sprint, и сега сме втор по големина мобилен оператор во Соединетите Американски држави. И како што реков, T-Mobile US генерира 70% од вкупните приходи на групацијата и 2/3 од профитабилноста. И се разбира на друга страна, на другиот крај на спектарот, на микро, мали компании, се Црногорски телеком, во кој што имав јас можност да работам 2 години, во периодот меѓу 2017 и 2019 година, и би рекол Македонски телеком, кој што е тројно поголем од Црногорски телеком, и како држава и како операција по големина, меѓутоа сме ситни, минорни во однос на големината на самата групација во глобални рамки. На новиот слайд, на следниот слайд, ако може, можете да видите што всушност значат од една страна одличните оперативни и финансиски перформанси кои што Deutsche Telekom ги поседува во континуитет и како тие придонесоа да го лансираат Телеком брендот во практично групата на највредни светски брендови. Во 2022 година горди сме што Телеком брендот е практично највредниот европски телекомуникацијски бренд со проценета вредност од 60,2 милиарди американски долари. Воедно во светски рамки сме второ рангирани како телекомуникацијски бренд позади Verizon и на редно место 17 во светски рамки независно од индустријата. Значи тука ќе забележите дека почнува листата со Apple, Amazon, Google, Microsoft и така натаму. Deutsche Telekom е вториот германски бренд на оваа листа позади Daimler-Benz, кој што не е многу далеку од нас. И можеби како што да работите, ќе успееме во наредните години и да го стигнеме, со оглед на фактот дека Deutsche Telekom има метеорски раст на вредноста на брендот. Во последните 15 години, од 2007 до сега, вредноста на брендот е порасната за 7,1 пати, што е импозантен раст. Одиме на следниот слайд. Сега накратко би сакал да зборувам кратко за Македонски Телеком, операција која што верувам ви е поблиска и многу попозната. Ние сме доминантен, фиксен, мобилен и конвергентен оператор, значи фиксни и мобилни конвергентни услуги. Нудиме на пазарот, лидер сме во сите продуктни сегменти, во фиксен бродбенд, во телевизија, во фиксен говор, во мобилни комуникацијски услуги. Имаме 1,2 милиони мобилни корисници и сме број 1 во вкупен број на активни корисници, вклучително со M2M SIM картички. Во делот на телевизија сме исто така број 1, со пазарен удел од околу 35%, односно скоро 150.000 Max TV корисници во Македонија. Во фиксен бродбенд нашиот пазарен удел е нешто поголем, веќе изнесува над 40%, односно скоро 200.000 фикс бродбенд корисници. Во делот на другите параметри кои што би биле интересни за нас, операцијата е цирка 11 милиарди денари или околу 185 милиони евра. Turnover, профитабилност од средна величина 4,7 милиарди денари или тоа е некаде околу 75 милиони евра. Компанијата не е задолжена, ниту со едно евро, значи практично со таа EBITDA која што ја генерираме, го покриваме целиот капекс или капиталните инвестиции кои што ги правиме на годишно ниво и кои што изнесуваат во рангот меѓу 35 и 40 милиони евра секоја година. Дополнително сме една од ретките, ако не и единствена компанија во Македонија и во регионот која што целиот профит го исплаќа како дивиденда кон своите акционери и генерираме оперативен free cash flow од редна величина 37,8 милиони евра. Од аспект на број на вработени, во моментов сме околу 1127,
од нив 188 се инженери од факултетот за електротехнички науки, електротехничкиот факултет, како што се нарекуваше порано. Они работат во 5 функционални области. Меѓу нив практично и во рамки на менеджмент комитетот, каде што сум јас и моите 4 колеги, всушност имаме 3 од 4 главни директори се всушност луѓе кои што имаат завршено електротехнички факултет. Што е импозантен процент? Еден куризиотет, например, нашиот главен финансов директор исто така човек кој што завршил електротехнички факултет и представува нешто што не е вообичаено во нормални рамки. Добро сме препознаени како социјално општествено одговорна компанија, имаме најголем буџет меѓу телеком операторите за спонзорства и донации континуирано во овие изминати 20 години, како што сме приватна компанија и во периодот претходно се грижиме за спортот, се грижиме за културата, се обидуваме да помогнеме секаде онаму каде што нашите вредности и вредностите на институциите, настаните кои што се организираат, кореспондираат едно со друго. Во моментов интензивно работиме на ролаут на оптика. Баш денеска заедно со Васко бевме во Битола, каде што пуштавме нов степен со фибероптички влакна во присуство на градоначалникот на град Битола. Во моментов имаме над 250.000 FTTH пристапи. Ние цениме дека во Македонија има околу 700-750.000 FTTH пристапи, што значи дека веќе 1/3 од пристапните точки во Македонија се опфатени со оптика. Од овие 250.000 FTTH пристапи, некаде околу 35% се веќе и приклучени корисници. Би можеле да одиме на наредниот слайд, кој што се однесува за нашата групацијска стратегија. Пред се поаѓаме од премисата дека одлично функционираме на обете страни од Атлантикот, во сите продуктни сегменти сме пазарен лидер, имаме здрави финансиски параметри и ресурси кои што се разбира неопходен предуслов за се подготвиме и за новите можности и за предизвиците што ќе ги донесе иднината. Во разгледувањето на стратешките опции една работа останува неприкосновена, тоа ние веруваме дека градењето и оперирање на најдобри конвергентни мрежи останува центар на нашата стратегија и фокус на алокацијата на капитал. Ново екосистем кој што станува се повеќе дигитален, корисничките потреби рапидно се менуваат, се јавуваат нови бизнис модели, се јавуваат конкуренти кои се обидуваат да ги задоволат корисничките потреби на многу поедноставен и поефикасен начин, со што и ризикот да бидеме субституирани и да бидеме елиминирани од натамошното надпреварување се разбира се зголемува. Тоа се пред се компании кои што одат кон радикално нови софтверски продукцијски модели, кои испорачуваат услуги кои што се независни од фиксната или физичката инфраструктура. Тоа го намалува нивниот time to market за нови продукти, ја зголемува агилноста во корисничката интеракција и на крај на денот масивно ги редуцира трошоците за испорачување на услугите. Ние мораме да одговориме на овој предизвик и заедничкиот именител на нашата стратегија е да се дигитализираме. Сама операција која е дигитализирана во сите области, и тука мислам и на продукти, и на услуги, и пристап кон пазар, и продукција, и процеси, ќе може да обстои и да биде успешна на долги стази. Оттаму нашата стратегија е да станеме водички дигитален телко или телеком оператор. Нема да одам во детали околу тоа од кои елементи се состои нашата групација, со оглед на тоа што во овој фирм сме главно инженери, односно само инженери, верувам дека главен фокус од интерес е практично овој централен блок на сликата, а тоа е телко са платформ. И тука би сакал малце да објаснам неколку детали, ама тоа е опфатено на наредниот слайд, така да би сакал да го замолам Климент да го сврти. Благодарам. Значи, што значи телеком продукцијска мрежа како платформа?
визуелно тоа би можело да го апстрахирате како промена на постоечките монолитни или вертикални интегрирани системи, кои што ние во жаргон ги нарекуваме шпагети модел на системи, во хоризонтални сервисни платформи кои што ќе бидат технолошки агностички. За да бидеме и да останеме релевантни за нашите корисници, мораме да произведуваме во иднина услуги со многу пократко време за развој до готов производ и во клауд нативен мод. За да тоа се случи, треба да ги елиминираме старите вертикални интегрирани мрежни и IT оперативни модели и да изградиме заедничка скалабилна модуларна платформа која што би можела да биде отворена, која би била пристапна и за трети страни, за сервис провайдери и девелопери преку отворени интерфеси. Модуларната структура е базирана на архитектура на микросервиси. Тоа се всушност голем број на мали сервиси кои на едноставен, отворен и стандардизиран начин комуницираат меѓу себе. Ние сме свесни дека во иднина ќе имаме поголем број на мрежи кои ќе коегзистираат, некои ќе бидат под наша оперативна контрола, некои ќе бидат на инфраструктурни партнери со кои што ќе соработуваме, но обезбедувањето на услуги и поврзувањето во ваква констелација ќе бара функционалности на оркестрација кои ќе бидат независни од технологијата и од доменот каде ќе функционираме, дали тоа ќе биде во жичен домен или во безжичен домен. За да тоа функционира, неопходно е да постои посебно технолошко контролно ниво над актуелната инфраструктура и тоа оркестрацијско ниво ќе биде овозможувач и контрола на така наречената мрежа на мрежи. Затоа го викаме тоа Network of Networks. Ние продолжуваме со конкретни чекори во оваа насока, во насока на автоматизација на оперирањето и одржувањето на мрежите. Работиме интензивно на клаудификација и на дезинтеграција или на сепарирање на хардверот од софтверот, зголемување на уделот на интернационалната стандардизирана продукција за штета на пензионирање на старите монолитни системи. Ако може следниот слайд, Климент, се разбира, финансиските ресурси за инвестиции не доаѓаат од небо, тие треба да се заработат или дополнително да се заштеди на некој друг фронт, за да се инвестира во нешто што е ново и есенцијално за идниот успех. Едноставно, приватните компании се финансираат од сопствени средства или со позајмици од банки и инвеститори, но за да тоа го направат, треба практично да демонстрираат дека знаат да се однесуваат одговорно со туѓите пари, дека знаат да испорачат повратна инвестиција и да донесат заработка, се разбира, на инвеститорите. Ние веќе неколку години работиме со исклучително ригорозна трошковна дисциплина, особено во делот на индиректни трошоци, за да овозможиме маневарски простор за акција и финансирање на идниот развој. Дигитализацијата е можност за приспитување и дефинирање на интерните процеси на работа. Се обидуваме да ги замениме мануелните трансакции со автоматизација, да воведеме вештачка интелигенција, особено во делот на форкастинг и така натаму. Мислам дека е ова доволно и со оглед на фактот дека немаме многу време, можеби на последниот слайд, ако може, Климент. Новата мантра на се она што го работиме е симплификација, ослободување од комплексност, особено од стари продуктни портфолија, од стари бизнис правила и така натаму. Дигитализацијата на интерните процеси има клучна улога, сакаме да воведеме процесна автоматизација, сакаме да го дигитализираме корисничкото искуство, да дигитализираме корисничката интеракција. Целта ни е да постигнеме, например, 80% пенетрација на Телеком МК апликацијата, 80% од нашите корисници со смартфони да имаат Телеком МК апликацијата на својот телефон и редовно, барем еднаш месечно да ја отварат, да ја користат. Сакаме да го зголемиме уделот на e-sales продажбата, например, од 25 на 30%. Сакаме да го намалиме time to market на нови продукти на период не подолг од месец дена. Продолжуваме со културолошка трансформација на компанијата, вложуваме интензивно во учење и надоградување, особено со силен фокус на развивање на дигитални вештини,
во континуитет работиме на организацијско и на трошковно реструктурирање. И на крај, ако може да резимирам, не е едноставно да промените успешна компанија, бидејќи успехот е, би рекол, една чудесна магија што ви дава чувство на комфорт и тешко можете да ја мотивирате организацијата да направи некои тешки и радикални чекори, кои што за жал понекогаш се неопходни за да продолжите да водите бизнис кој што ќе биде на некој начин неоништив. Но она што го знаеме е дека органскиот раст во било која индустрија во еден момент ќе се исцрпи, и за жал во тој момент кога тоа ќе го сватите, веројатно ќе биде предоцна да почнете да размислувате како понатаму. Многу поодговорно и попрудентно е да се подготвувате за предизвиците додека ви оди добро, и да ги правите радикалните зафати додека се наоѓате од позиција на сила и имате позитивни резултати, отколку како очајник да се обидувате потоа грозничаво да го спасувате бродот кој што трнал во неповрат. Ете, тоа е накратко од мене. Би сакал да го замолам ако може Васко сега да се надоврзе, се разбира со она што требаше да представува основа на денешната презентација, тоа е 5G, или како што денес добивме замолница од администрацијата во Битола во прес-релисот да не пишуваме 5G, туку да напишеме мрежи од петта генерација. Као тоа изгледаше или звучеше побенигно. Благодарам многу, Никола. Мислам дека добри информации кажа во врска со структурата на компанијата и на светско ниво и тука во Македонија и нормално каде е иднината на компанијата и каде одат телекомуникацијските врски и услуги. Нашиот втор говорник е долго време, скоро 20 години во Македонски Телеком и почнува како раководител на магазини и дистрибуција, за да од позиција на позиција раководител на сектор на сервисни операции следува заменик директор за набавки, директор за набавки и нормално во моментов е на позиција директор на пристапни мрежи. Васко Најков, дипломиран електроинженер и директор на пристапни мрежи во Македонски Телеком. Повели Васко, подимот е твој. Добро вечер, колеги. Како што се кажува, еднашки инженер, секој пат инженер. Јас има еден дел таму во CV-то што таму не ја спомнав. Почнав првите неколку години да работам во делот на инвестиции, каде што ја почнавме со првите инсталации, односно имплементации на оптичките мрежи на бекбон страната на Македонски Телеком. И после тоа, по случајност на некои, да речеме, ситуации, застанав малце во финанси и во еднашка после тоа, рековме, да се вратиме back to the roots, едноставно, и последниве веќе 5 години го работам оној дел баш што онака што ми лежи при срце, она што е делот на пристапните мрежи. Ќе направам шеар на скринот. Да, слободно. Така. Главен фокус во Македонски Телеком во последниве неколку години во делот на фиксните мрежи е делот на оптичките мрежи, односно развојот на FTTH. Никола веќе го спомна тоа на претходното излагање, а во делот на мобилната телефонија последните неколку години главен фокус е модернизација на нашата мрежа со воведување на 5G технологијата. Сакам да се заблагодарам што ќе ми дадете можност да ја практично ја презентирам ова наша активност, посебно во делот на поведување на 5G. И за разлика од оние претходни дискусии кои што сте ги правиле пред некоја година, посебен фокус ќе направиме, да речеме, од практична гледна точка како се вршеше таа, да речеме, што е активност кај нас и кои придобивки ги очекуваме од самото воведување на 5G мрежата преку практични use case-ови, односно примени, како што во сегментот за резиденцијални корисници, посебно со фокус на бизнес фелата, која што очекуваме дека ќе има многу поголем, да кажеме, импакт со воведување на оваа технологија.
Како увод, малце би сакал да кажам неколку зборови за мрежата на Македонски Телеком. Имаме развиена инфраструктура за мобилна телефонија, која што се базира на околу 900 базни станици, кои се распространети низ цела држава. Преку 200 базни станици го покриваат само градското подрачје на Скопје, вклучувајќи ја и околината. И на тој начин постигнуваме покривање на 99,9% од населението на Македонија со нашите 2G, 3G, 4G, а од скоро и 5G технологија, претејќи ги најнапредните технолошки достигнувања во светски рамки. Имајќи предвид дека 4G технологијата почнавме да ја воведуваме 2009 година, како природен процес на еволуција во самата мобилна технологија, во рамките на Deutsche Telekom многу порано почнавме да се анализираат опциите за воведување на 5G. Тоа се случи веќе конкретно на 2017, почетокот на 2018, каде што имаше серија на интензивни состаноци, брейнсторминг, модуси, дискусии, која ќе биде стратегијата на Deutsche Telekom, вклучувајќи го и Македонски Телеком, во делот на деплојмент на оваа технологија. 5G технологијата, како што веќе знаете, е повеќе или помалку распространета низ поразвиените земји, повеќе таму отколку во другите, а ние можеме да кажеме дека на Западен Балкан да се попалиме дека сме првите кои што комерцијално ја воведе оваа технологија од пред некој месец. Како технолошки лидер на македонскиот пазар, долго и ние и детално анализиравме како и во кој обем ќе ја воведеме оваа технологија и сега можеме да кажеме дека сме во напредна фаза на имплементација на поголем дел на територијата на Република Македонија и очекуваме некаде до крајот на годината да завршиме со тој дел на со првата фаза на имплементација, може да завршиме со модернизацијата и првиот дел на имплементацијата на 5G технологија. Неколку зборови, може веќе ќе ги знаете овие работи, но не е лошо секој пат малце да се повтори. Мобилните мрежи од самиот почеток имаат само една цел, да обезбедат конективност било каде и во било кое време. Со текот на времето, оваа цел добива се поголема комплексност, почнувајќи од првичните мрежи за обезбедување на обична гласовна комуникација, еволуирајќи преку преноси на податоци, до комплексни веќе сервисни архитектури, задоволувајќи ги сите потреби на се поголемите потреби на и апетите на корисниците. Технолошките цели и можностите на мрежите продолжуваат да се развиваат, еволуирајќи секои 10 години во нова генерација. Иако по некои, да кажеме, стандарди тоа го викат од 7 до 10 години, практично реално и изводливо е на некои си 10 години во нова генерација, што ќе треба да има после можност да ги обслужи потребите на корисниците за некој период од некои до 2 до 3 декади. Така, претејќи ги светските трендови, стигнавме до 5G технологијата, петата генерација на мобилните мрежи. Иако претходната, третата и четвртата генерација во главном беа фокусирани на тоа што да обезбедиме поголема брзина за корисниците, петата генерација комплетно ќе го смени тој пристап и видување на тоа што технологијата може да направи за целото општество. Кои се придобивките на 5G технологијата, што ја прави подистинктивна во однос на претходните технологии? Можеме да очекуваме дека 5G технологијата ќе доведе до многу големи промени во начинот на кој што се перцепираат мобилните сервиси. Како прво, комбинацијата на 5G заедно со претходните технологии, како што се LTE 4G, односно и веќе интернетот на нештата, ќе адресираат многу поголем опсег на мобилните комуникации покрај стандардните телекомуникацијски сервиси. И новата технологија ќе ги опфати и приватните индустријски апликации и вертикалите како што се енергијата, транспортот, паметните градови и медицината. 5G ќе не овозможува поддршка на критичните сервиси, кои што ќе изискуваат ултраниска латенција, како и суперстабилна врска, она што го знаеме како Ultra Reliable Low Latency Communications, за обезбедување на така наречениот Machine Type Communication, односно комуникацијата помеѓу машините, а во исто време ќе направат и поддршка за огромен број на сензори кои што ќе бидат поврзани на мрежата, возможувајќи колку што е можно поширока употреба на интернетот на нештата. Во овој момент ние исто така преку реализација на проектот на град Скопје за Smart City
Можеме исто така да се пофалиме дека сме една од тоа е базирано на NB-IoT технологијата, која е исто базирана на 4G, на Legacy за сега да кажеме технологијата. Можеме да се пофалиме дека сме една од членките во Deutsche Telekom групацијата кој што има најголем број на сензори активни и најавени на мрежата кои што се во функција. Брзините кои што ќе може да се постигнат во реално време на 5G технологијата ќе биде 10-кратно поголеми во однос на тие што се постигнуваа на 4G. Односно, една од придобивките на самата 5G е така наречениот Enhanced Mobile Broadband, кој што во теоретски некои услови може да кажеме што е да се постигне и неколку десетици, односно десетица и повеќе гигабита во секунда, зашто нормално се изискува соодветен спектрален бендвит и фреквентен бендвит и нормално и carrier aggregation, кој што веќе се да кажеме многу технички специфични услови. Така да, а во делот на low latency тој ќе биде во секој случај помало од 10 милисекунди, во зависност дали потребата е за резиденцијални корисници кои што ќе биде да кажеме што е во ранг на некои 5 до 10 милисекунди, а додека за machine type communication има некои предвидување кои што треба да биде во ранг на неколку милисекунди, односно 2 до 3 милисекунди. Во делот на massive machine type communication 5G ќе по стандардот се изискува дека ќе треба да поддржи преку милион девајси, сензори кои што ќе бидат поврзани на мрежата на 1 километар квадрат. Овие се фактички трите основни карактеристики кои што се дистинктивни во однос на претходните генерации и секој од овие да кажеме што е параметри поединечно или комбинирано таргетираат соодветна примена кај корисниците, како што се резиденцијалните, така и во бизнисот. Посебно дополнителни функционалности на 5G мрежите кои што не се спомнати тука, а ќе ги спомнам сега јас, тоа се кампус нетворк што ги кажуваат, односно приватните бизнис мрежи кои се наменети најмногу за производните постројки што имаат високо ниво на автоматизација. Сите претходно спомнати бенефити и придобивки во 5G инфраструктурата наоѓаат многу голема примена во овој сегмент. Дополнително можам да го кажам како функционалност и network slicing-от кој што се очекува дека со 5G ќе зема многу поголем замав. Тоа е всушност мрежна една архитектура која што ќе овозможува виртуализирани независни логички мрежи во рамките на една физичка мрежа која што ќе биде конфигурирана за да задоволи одредени барања за одредена примена. Односно, ќе можеме да кажеме дека во рамките на една физичка мрежа ќе постои еден сегмент кој што ќе ги задоволува, например, барањата за брзина, барањата за латенција или некоја комбинација од нив со цел да се задоволи некоја специфична апликација. Генерално можеме да заклучиме дека 5G технологијата ќе игра огромна улога не само во еволуцијата на комуникациите, туку и во еволуцијата и на бизнисот и на општеството во целост. Понатака да положиме со практичната примена на 5G, односно каде што 5G технологијата може да ја најде својата примена. Во раните дискусии за 5G, кои правевме првите, да кажеме, што е брейнсторминг идеи, каде се 5G може да најде своја примена, имавме исто како и претходно многу сесии заедно со колегите во рамките на цела Deutsche Telekom групација. И од тоа целото, можам да кажам, тоа беше некоја 2019 година, произлезе некој документ кој што беше на преку 100 страни, преку 100 слайдови направени, кои што повеќе или помалку со текот на времето се искристализира што е тоа реално и поизводливо, што е неизводливо, да кажеме што е све или па се групираа во некоја рамка. И тогаш првим побавме некоја да направиме некоја генерална сегментација која за примената во зависност од барањата за задоволувањето по одредени параметри. Така да заклучивме тогаш во делот дека на EMBB, односно брзините, може да кажеме дека е повеќе фокусиран кон општата популација, односно населението, додека делот на машинската комуникација и висока сигурност и ниска латенција е повеќе фокусиран кон автоматските машински процеси. Примените и апликациите во денешно време кои што се повеќе се дискутираат, секој пат поставуваат некоја комбинација помеѓу овие два сегменти. Така да развојот на овие примени никој пат до сега не е ни сопре, ниту пак ќе сопре, ќе продолжи понатака со се повеќе апликации, дали тоа ќе биде преку стартапи кои што ќе имаат некои посебни барања,
или па тоа ќе биде да речеме што е некои бизниси огромни кои што ќе имаат исто така некои барања и во зависност од тоа самата примена ќе си најде свое сопствено место. Кога сме веќе на тоа, секој пат можеме да видиме дека едната работа е дискусија, а другата работа е стварно каква е реалната состојба и tukаш мораме да земеме во предвид дека развојот на примената на 5G во најголем дел зависи и од развојот на соодветните кориснички компоненти. Во ист контекст и генералниот развој на целата технологија зависи од самата појава на пример на 5G мобилните телефонски уреди кои што допред да кажеме некоја година беа реткост, а сега веќе сите мобилни уреди кои излегуваат се веќе како да кажеме 5G enabled или 5G capable. Истото тоа ќе се случува и со самиот развој и на сензорите, со самиот развој и на другите уреди. Ќе споменам после некои други use case-ови за кои што веќе и има активни компоненти кои што само се бара моментот кога ќе бидат пуштени во мрежата за да бидат искористени. Сегментацијата, поделбата на презентацијата ја направив према придобивките, но тоа поате ќе видите на крај дека во ствари секаде во случајов има мешавина од сите тие придобивки во секоја од овие примени повеќе или помалку. Ќе почнеме со делот на брзините, екстремно високите брзини, каде што ние како телко бизнис највише си ја наоѓаме нашата примена во оваа прва точка што тука е споредена, тоа е така наречениот Fixed Wireless Access, односно фиксно бежично поврзување. Ова всушност ќе ни биде решение како замена за фиксната мрежа со високи broadband капацитети. Во случај што треба да обезбедиме like optical network, да кажеме ше оптичка мрежа приклучок, со 5G фиксен уред во домаќинствата каде што нема пристап до оптика и тој ќе обезбеди квалитетен фиксен интернет, HD телевизија, 4K телевизија и нормално voice сервисот. Овој дел е посебно да кажеме што е интересен за телекомот, бидејќи ќе овозможува да кажеме што е брзо поврзување на одредени региони кои што се многу тешки за пристап со оптичките мрежи и на тој начин ќе овозможиме нашиот сервис кој што го служиме тука на да кажеме стандардните оптички сервиси да биде во многу блиски со многу близок квалитет, да не кажам ист и на тие што се да кажеме рурални средини каде што тој сервис стандардно е да кажеме многу потешко достапен. Другиот дел кој што исто наоѓа, другата примена која што исто ја наоѓа со екстремно високите брзини се апликациите каде што ќе бидат во делот врзани посебно со видеото, видео стримингот со големи резолуции, мултиченел стримингот, медија деливери, бродкастингот, компаниите кои што прават да кажеме што е видео постпродукција каде што имаме огромни фајлови кои што треба да се разменуваат. Овие компании сега ќе бидат да кажеме што знам мобилни, ќе бидат исто така достапни било каде, било кога, да едноставно може да си направат да речеме размени на огромни фајлови. Дополнително исто така од посебен интерес секој пат е адвертајзингот, односно рекламирањето што е, односно она таргетирано рекламирање кое што сега го добиваме ние реално на нашите екрани при сурфањето на интернет, браузерите или било која апликација. Би можело да биде, да кажеме, тоа мобилно, односно како што поминуваме покрај некои билборди, едноставно врз основа на нашиот профил, директно во живо да бидат стримани реклами или да бидат аплодирани, даунлоудирани, да кажеме, кои што ќе бидат tailor-made за корисникот кој што тука се наоѓа во негова околина. Посебно е mobile онлайн геймингот посебен сегмент, кај игрите кај големи дел од таргет популацијата ќе може да станат исто така мобилни било каде и било кога. Во овој случај мораме да кажеме дека и латенцијата игра голема улога, но ова е посебна тема за дискусија бидејќи и латенцијата многу може да зависи од тоа каде се лоцирани гейминг серверите. Другите случаи на примени кои што се најчесто користат придобивката на конекцијата со многу мала латенција. Во тој случај имаме ситуации дека ние гледаме примени во случајот на augmented reality, односно подобрена реалност, каде што се повеќе гледаме во пракса дека ја имаме примена во инсталациите, одржувањето, on-job тренинг, може тоа да го примениме во секојдневниот живот, во домот, во возилото и било каде. На тој начин што користејќи ги така наречените моментално најпопуларни HoloLenses,
ќе може покрај нас да си го отвориме во моментот упатството, со помош на распознавање да ни кажува и да не води што све кога како да направиме. И тоа ќе би тој многу голем бенефит ќе го гледаат поготово да кажеме оние сервисните компании, сервисните бизниси каде што ќе можат многу брзо новите вработени да ги стават во реална ситуација поради тоа што ќе го добиваат тренингот како што се директно ставани во секоја една некоја ситуација за работа. Виртуелната реалност, гледаме тука исто така многу голема примена, поготово во реалните настани кои што се во живо, ако имаме да речеме што е видео стриминг 360 степени, тогаш генерално ако правиме таков сервис и поставиме 10 камери, на пример, кои што некоја се наоѓа на теренот, ако имаме кошарка, на пример, една камера можеме да ставиме во публика, една камера можеме да ставиме доле на самите клупи, можеме да го доживееме фактички самиот настан како да сме на лице место. Тука латенцијата игра многу голема улога, бидејќи доколку правиме ние наши некои движења, сигурно дека не сакаме да имаме доснење на сигналот, односно после неколку милисекунди, односно повеќе милисекунди да ни се прават промените кои што ние ги очекуваме. Далечинското управување и мобилните роботи, тоа има примера најмногу во централизираното и дистрибуирано далечинско управување, каде што посебно имаме некаде опасни средини, каде што луѓето не треба да бидат присутни, а се бара да кажеме исто така брза реакција. А за мобилните роботи генерално примената ја гледаме во оние што се така наречени производни постројки кои што се роботизирани, каде што повеќе роботи работат заедно и тука генерално латенцијата игра многу голема улога во делот на синхронизацијата на движењето на самите роботи. Контролата и мониторинг на производниот процес, не треба да спомнувам дека исто така во реално време доколку ги добиваме ние параметрите на цел производен процес, во тој случај генерално ќе ги избегнеме сите застои на производната лента и ќе можеме навремено реално да интервенираме за да се избегнат вакви несакани ситуации. За machine type communication, односно масивна машинска комуникација, можеме, тука се само наведени неколку примени во стилот на Smart Cities, каде што имаме огромен број на сензори, со секаква намена, дали тоа ќе бидат water метри, дали тоа ќе бидат smart lights, дали ќе бидат parking метри, дали ќе бидат energy метри и уште не знаеме што све може да најде тука примена. Еволуцијата на Smart Home, кој што едноставно ќе мигрира од стандарден до сега да кажеме депендент од некој вендор или може да биде врзана наша мрежа или неврзана локална мрежа на Wi-Fi мрежа, едноставно ќе се настане преку тие многу голем број на ефтини и ниско потрошувачки, да кажеме така наречени сензори, ќе го еволуираат цел тој бизнис. Транспорт тракингот ќе пренесе од до сега очекуваната контрола на тоа каде се движи возилото, ќе добиваме во реал тајм информација каде ни се движи пакетот конкретно кој што е наменет за нас. Во било кој време без разлика дали е во возило или не е во возило, дали е поминал на баркод или не поминал на баркод. И 5G wearables, односно алките паметни кои што се користат, ќе добијат сосем една нова улога и ќе може да најдат примена во реал тајм не само да аспект на собирање на податоци, туку и пратење на виталните параметри на корисникот и соодветни навремени аларми, доколку има потреба од истите нормално. Така да во секој случај мислам дека тука во постарата популација или кај те речеме што се оние хронично болните ќе имаат многу добар да кажеме use case. Индустријските сензори, како и што и претходно веќе ги спомнав, тие патат по состојбата на машинеријата не само во производната постројка, се повеќе сме сведоци дека на пример се најголемите компании веќе и во самите машини и бела техника, да кажеме, што е стават соодветни сензори. Имавме некоја демонстрација, на пример, со производителите на лифтови, дека веќе исто такви сензори се ставаат секаде, за да може да ја пратат состојбата и на квалитетот на, да кажеме, на деловите од кои што е направен уредот, и така да можат на време да ги пратат сите тие ситуации, да ја пратат целата состојба на целата таа постројка со цел да се избегнат дури несакани последици во стилот на ризик и останати работи. Овие се некако поделени, да кажеме, примени кои што се во зависност од придобивките, но реално секој од нив повеќе или помалце
ги допира и другите придобивки, не се независни. Така да се повеќе и повеќе можеме да кажеме дека не правиме мовет, односно дискусија за примена во однос на придобивка, туку имаме некои хибридни ситуации кои што се комбинација од сите претходно наведени. Автономните возила, автономните дронови, телемедицината, сензорите, remote surgery, веќе видовме и демонстрација на неколку ситуации. Исто така што се Campus Network, што ги спомнав уште претходно, сите овие работи реално се хибридни ситуации каде што сите придобивки што ги нуди 5G едноставно се повеќе и повеќе наоѓаат примени. Ова генерално беше до сега, да кажеме, делот на 5G. Имаме уште неколку малку кратки информации околу тоа каква е историјата на 5G во Македонски Телеком, што све направивме ние кога воведувавме 5G. Уште во 2018 ги започнавме првите 5G активности, демонстриравме во лабораториски услови 5G технологија, уште кога не беа ни достапни 5G телефоните и мобилните уреди, и постигнавме брзини, некои мислам дека беа во ранг од преку 2-3 гигабита во секунда, што реално за тоа време беше незамисливо. Во 2019 веќе подигнавме првата тестна околина со 6 базни станици, тогаш остваривме соработка и со ФЕИТ, едната базна станица беше инсталирана на нивниот објект и беа дадени некои фикс wireless баш уреди, тогаш ни доставија колегите од Deutsche Telekom со кои што можевме да тестираме. За жал тогаш се појави ковид пандемијата и не ограничи баш тогаш во организацијата на некои планирани демонстрации за можностите на 5G мрежата. Сепак што направивме? Ние тестиравме во реални услови, овозможивме на АЕК да ги направи првите официјални мерења и се тоа беше само една подготовка и значителни искуства кои што не воведува во проектот за модернизација на мрежата. Проектот на модернизацијата на радиомрежата во Македонски Телеком започна некаде во средината на почетокот на 2021 година и предвидува комплетна модернизација на постојната опрема, за legacy технологијата и воведувањето на 5G технологијата. Сега сме моментално веќе ставени во ситуација дека сме во состојба дека сме подминати повеќе од, да не претарам, сигурно преку 60%, 70% од територијата на Република Македонија и дека очекуваме дека до крајот на годината повеќите градови ќе бидат покриени со 5G сигнал. Околу архитектурата на тоа како ние ја воведовме 5G технологијата. 5G технологијата може да се воведе на неколку начина, да кажеме што е, но ние воведувавме генерално по 3GPP, односно имаме non-standalone архитектура. Нормално постои standalone архитектура, но за тоа се уште не се, да кажеме, не се створени услови за имплементација, така да non-standalone архитектурата каде што 4G тој е задолжен како контролен панел, односно целата сигнализација што оди по постојната мрежа што е на 4G, затоа се вика non-standalone, сама по себе 5G технологијата не може да функционира, има потреба од 4G, го викаме ние тоа како анкор, односно како котва. Датата кога веќе ќе се воспостави, кога ќе заврши целата таа сигнализација, конекција и сите работи, таа се движи, се води преку 5G, а voice-от се води преку така наречениот сервис Voice over LTE, односно Voice преку 4G. Standalone кај нас архитектурата е планирана за имплементација во догледно време, тоа ќе се случи за некоја година. Која година точно не знаеме сега. Се уште бидејќи во моментов и тоа како што спомнав во рамките на Deutsche Telekom групација правиме некои тестирања, проверки, пилоти, proof of concept, а кога ќе се заврши тоа целото, тогаш си одиме во rollout, да кажеме што е останатите држави кои што сме членки во таа групација. Имајќи предвид дека процесот за доделување на фреквенции во рангот од 3,4-3,8 ГГц од страна на АЕК се уште во тек, исто и за 700 МГц, Македонски Телеком ја воведе 5G технологијата во така наречениот, ние што го кажуваме mid-band, односно на постојните фреквенции кои што моментално ги користиме и за 4G. Ефикасното искористување на постојниот спектар кој што ги имаме за 4G и се односно го делиме некако со 5G, го возможивме со технологијата така наречена Dynamic Spectrum Sharing, односно динамичко делење на спектарот, кој што возможува во истиот спектар
во исто време да се користи и за 4G и за 5G во зависност од побарувачката на корисниците кои што се конектирани на одредена базна станица. Доколку има поголем деманд за 5G, тогаш поголем дел од спектарот се алоцира за 5G, доколку има поголем деманд за 4G, тогаш делот за 4G се дедицира поголем. Тоа е некој идеално решение за воведување на 5G, додека не стане, да кажеме, некој голем ролаут, односно голем маркет шеар на 5G уреди, мобилни уреди во мрежата, тогаш веќе можеме да размислуваме за некоја друга поделба на фреквенциите што се користат. Да знаеме, само мораме да наведеме дека во оваа ситуација како што ја имаме сега, брзините кои што може да се постигнат за мобил бродбенд во ваквиот сетап се, да кажеме, 4G plus like, затоа што правиот бенефит ќе се добие од кога AEC ќе ги обезбеди, односно ќе обезбедиме фреквенциите на 3.x GHz. Антените кои што ги користиме ние кај нас, се базирани на 5G технологијата, се дадени за 5G технологијата, се базирани на Massive MIMO активните антени, кои што овозможуваат реално да се искористи максимално капацитетите на антената, а при тоа да се користи и можноста за beamforming, која што овозможува, да кажеме, насочен зрак кон корисникот во зависност од потребите. При тоа се прави фактички максимизирање на ефикасноста на соката на антената, а во исто време правиме оптимизација на нивото на зрачење и односно на потрошувачката на самиот систем, и пошто антената е активна и таа си има дополнителна потрошувачка. Самата 5G технологија само по себе се уште поставува, да кажеме, некој челендж за самите производители да направат оптимизација од аспект, да кажеме, на потрошувачка на електрична енергија, затоа што генерално имаат поголем деманд за потрошувачка, а во делот, да кажеме, што го имаат они направено за оптимизација на тие така наречени power savings, односно алгоритми, веќе имаме доста голем напредок и се повеќе и повеќе се користат во мрежата, не само во Македонски Телеком, туку претпоставувам и кај сите други. Продолжуваме со модернизацијата на мрежата, паралелно ги оптимизираме сервисите, сакаме да обезбедиме нормално врвно корисничко искуство како технолошки лидер на пазарот. И сакам на крај само да го завршам целото ова излагање, односно презентација со нашето лого, дека нема да застанеме додека не ги поврземе сите. Продолжиме и понатака, ќе завршиме оваа година со 5G, да кажеме, што е introduction, од наредната година продолжуваме со rollout, со се подобро и подобро покриеност, со се поголеми брзини и се поголем капацитет. Благодарам на вниманието. Благодарам, Васко, на исцрпното излагање во врска со 5G технологијата, начинот на кој работите, бенефитот и се она што беше офатено со вашата презентација. Јас ви одземал уште 3 минути, мислам дека беше едно видео во презентацијата на Никола, кое мислам дека вреди да се види, затоа што и, како да кажам, некако ние сме генерација која ги виде брзината на развој на компјутерите, брзината на развој на технологијата, на комуникациите, и јас се сеќавам дека имаше она како реклама дека концерт се држи на 2 места различни, па се поврзува со нешто брз интернет, со брзо процесирање на податоците. Потоа имаше, мислам дека некој концерт диригент во Австралија беше или во Јапан, а обратно филхармонијата и така натаму. Би ме интересирало многу како може сега да се представи, да се долови брзината кога зборуваме за 1000 пати, за 10 до 100 пати поголема брзина во однос на 4G, а рекламите беа за 3G. Така, само да го шерувам, да го пуштам ова видеото. Welcome to 2030. Everything is connected. Humans, things,
the entire world. Our ways of living will change. People know that their behavior in the next 15 years will decide what the world in 100 years will look like. Consumer behavior and business conduct will change. People will more and more shop on their beliefs and values, and saving the planet might become the top purchase criteria. Sharing will be the new owning, as access to things like cars or houses will matter more than ownership. And companies will change their value chains to reflect this. Technology will be omnipresent. The digital and real world will begin to merge into one. Physical objects and processes in a manufacturing plant will be replicated into a digital twin. Going to the office might mean putting on your VR glasses. Spatial computing and smart surroundings begin to supplant smartphones. Driving a car by yourself could begin to look strange. And all that has one common denominator. It's enabled by us, by connectivity. The new oxygen in 2030. Connectivity is now a human right and determines our communication behavior. You are going to be the ones which breach the digital divide. Technological development now needs to be more value-based. We have a responsibility to implement ethics in technologies and make them available to everyone. This Wild West in the internet has to get regulated. People will judge companies more on their purposeful, on their ethical behavior. In everything we develop and create, it must always be about the human being, the individual, across generations. There will be a digital identity for each of us. We need it for being authorized. We need it even for buying things on the network. In 2030, products are even more customized to the individual. The technology around us knows our preferences. Our digital identity unfolds new possibilities, but also offers more room for surveillance. A variety of different networks will coordinate comprehensive connectivity. At the same time, the requirements for connectivity have changed. We have a huge customer base where the demand for high-speed data and large volumes of data is growing, and is growing really, really fast. We have the ability to serve their needs, building a high-quality fiber and 5G network. For global and universal connectivity at all times, all networks are interconnected. This network of networks needs to be orchestrated. We have to start today and not rest on our achievements of the recent years. It's time to build, to stay leading. I think we have a good attitude, we have a lot of self-confidence in what we're doing, and from this we have a good starting point to do the things in the right way, but it's time to build something new. It's time that we are thinking about the future we want to leave behind for the next generation. Благодарам уште еднаш на Никола и на Васко за презентациите и за исцрпното представување на телеком компанијата и 5G мрежата, развојот на 5G мрежата и она што значи, што ќе ни понуди 5G мрежата. Сега сакам да отворам дискусија. Ако имате прашања, повелете. Кој сака да земи збор, да праша нешто што го интересира во врска со телеком, во врска со 5G мрежата, така натаму. Повелете. Може би една работа која што остана недоречена, а би можело Васко да ја објасни, е околу терминалите за 5G. Значи, за разлика од претходно 2G, 3G, 4G, каде што доколку мобилниот уред беше овозможен за користење на одредена технологија, кај 5G тоа е малце нешто покомплицирано и можеби Васко може да објасни детали зошто, например, во моментов Apple телефоните кои што се 5G capable не може да работат со нашата мрежа во моментов, а од друга страна Samsung, Xiaomi, Motorola и така натаму имаме неколку модели кои што функционираат. Да, може тоа да го дополниме како повеќе, да кажеме, начин на дискусија, али тука во нашиот дел можеме да бидеме спремни за тие активности, така, од делот на инфраструктура и од делот на мрежа, но постои делот кај производителот кој што мора да биде сертифициран
за да можат одредени модели на уреди мобилни да бидат пуштени како такви активни во мрежата. За таа цел, скоро сите, да кажам, повеќето производители доаѓаат кај нас на лице место и прават тестирање како се однесува уредот во нашата мрежа, па дури после се завршува тој процес на сертификација преку издавање на така наречен нов софтверски апдейт кој што ќе овозможува оваа функционалност. И тој процес знае да трае, да кажеме, од неколку недели, преку неколку месеци до повеќе месеци, во зависност од кој е тој производител. Тој производител сам по себе мора да ги има тие ресурси и капацитети за тоа да го направи во сите, да кажеме, што знам, држави каде што се спремни да се пушти таа мрежна инфраструктура која што ја поддржава 5G, и тоа целото само по себе произведува огромен демант и притисок на самиот истиот, али имаме ситуација каде што оние што се производители на премиум брендови никако не сакаат, да кажеме, на непроверено да го пуштат софтверскиот апдейт, заради тоа што може да го расипе корисничкото искуство, која што не само прави штета на брендот на производителот на телефонот, туку и ние го бараме како носител на сервисот, заради тоа што може да ни донесе и на нас некој соодветен, да кажеме, негативен фидбек, односно некој дробек, и за тоа генерално дури и ние бараме од нив дека овој процес мора да биде завршен со цел да обезбедиме оптимално поврзување на самите мобилни уреди на нашата мрежа и оптимизација на нивните перформанси. Не знам, Никола, ако имаш уште нешто да додадеш и ти. Не, тоа е тоа. Мислам дека Зоки има прашање. Благодарам, да, повели Зоки. Здраво, Климент, Никола, Васко, драго ме дека ве гледам после долго време. Честитки за професионалните презентации. Ме изненади вака односот кон овој колектив. Еве сега, еве тука некако се осеќам ми одговорен да поставам прашање, и тука некако сме најблиску до, јас тука сум најблиску од сите колеги, може би се присутни до нашата област. Еве ќе го спојам во едно прашање за Никола прво, а може да се надоврзе и Васко. Ме заинтересира делот со американскиот неверојатен успех на T-Mobile US, каде што имаме 80 милиарди. Таму се појави некој поим branded customers, не знам што значи тоа во на првата линија. Бренд, не знам, така нешто, имаше некој интересен збор за видот на претплатниците. Јас всушност не ми е тоа прашањето. Прашањето ми е во однос на ролаутот, имам слушнато, не знам дали е точно, дека T-Mobile US прави стендалон деплојмент на 5G, односно без да се користи LTE како контролна рамнина. Дали е тоа точно и во однос дали е тоа поврзано со успехот на T-Mobile Америка, може би не може сега да се каже што сега скоро, или еве Никола прво да ми каже на што се должи тој успех, ако знае. Претпоставам дека е во тие кругови горе, каде што тие информации можат барем вака да се поделат со лаици во однос на ова 5G од from scratch. Никола или Васко? Добро, јас ќе почнам. Може би Васко потоа ќе може да се надоврзе околу конкретната имплементација на 5G во Америка. Нашата операција во Америка има своја историја и не така славна историја, би рекол. Таа операција беше значајно обременета со сериозни предизвици и ние во еден временски период пред едно 10 години и повеќе бевме дури предмет на аквизиција. Значи, AT&T имаше изразено интерес, компанијата беше во исклучително незавидна финансиска состојба и бевме на продажба. Меѓутоа, до таа трансакција не се дојде, не се реализира од неколку причини, но знаете како викаат, секој зло за добро,
како резултат на пропаѓањето на оваа трансакција, AT&T мораше да плати некој пенал кон T-Mobile, кој што беше наречен break-up fee, и тој break-up fee се искористи за реинвестирање во купување на дополнителен спектрум. И тоа беше еден од клучните моменти кога чинам некаде 2014 година новиот менеджмент на T-Mobile US под водство на Џон Леџер, исклучително харизматичен, искусен лидер и менаџер во телеком индустријата, ја дефинира така наречената Un-Carrier стратегија. И они одат со еден тотално радикален пристап на пазар кој што е многу голем. Знаете дека Соединетите Американски држави имаат околу 330 милиони жители. Ние во тоа време сме број 3 на пазарот, а меѓутоа мака мачиме со економија на обем, затоа што разговараме за земја која што е со исклучително големи размери, каде што се неопходни големи инвестиции и каде што и оперативните и фиксните трошоци се големи, а ние ја немаме таа економија на обем која што ќе ни донесе пресврт, односно подобрување на финансиските и на оперативните перформанси на компанијата. Меѓутоа, благодарение на таа Un-Carrier стратегија, нашиот раст добива нов поттик. Ние стануваме најбрзо растечки мобилен оператор во Соединетите Американски држави, за да во еден момент чинам дека некаде 2018 година почнуваме разговори со Sprint, кој што е во тој момент на пазарот четврти мобилен оператор, за можноста за аквизиција. Таа трансакција се реализира во текот на 2020 година, после еден долг екстензивен процес на одобрување од страна на Department of Justice и на други институции кои што се одговорни за заштита на конкуренцијата. Во рамки на тие ветувања кои што се дадени кон соодветните регулаторни тела во Соединетите Американски држави, е и ветувањето дека T-Mobile US како компанија наследник на T-Mobile и на Sprint ќе развие најголемата 5G мрежа во Соединетите Американски држави. И тоа е тоа што ние го правиме во моментов, со огромни инвестиции кои што за наша среќа, за наша радост се враќаат преку зголемен број на корисници, зголемено користење и така натаму. Соединетите Американски држави се по многу нешта необичен пазар. Тоа е пазар кој што е големина редна величина како Европа, ако не и нешто поголем. Во Европа има некаде околу 180 на мобилни оператори. Во Соединетите Американски држави во моментов има 3. И тоа доволно зборува која е моќта кога во нашиот бизнис функционирате со економија на обем. И затоа се овие импозантни бројки од редна величина 81 милиарда американски долари приходи и некаде околу 27 милиарди американски долари EBITDA, односно профитабилност. 2/3 или 66-67% од таа профитабилност која што ја генерираме ние во светски рамки доаѓа од T-Mobile US. Значи, T-Mobile US во моментов е локомотивата која што не турка напред. Европа има своји предизвици, голема конкуренција, таа голема конкуренција носи фрагментација на пазарот, фрагментација на корисничката база, еродирање на вредноста. Воедно сите овие држави во Европа се земји со своји специфики, со свој посебен јазик и така натаму, така да операциите едноставно не можете да ги водите од едно исто место. Предноста на Соединетите Американски држави е што целата држава зборува еден јазик. Во Европа тоа не е случај. Значи треба да имате продажни места кои што, нели, ќе бидат во Македонија се
зборува македонски, се зборува албански јазик, така натаму. Во Црна Гора се зборува црногорски, во Хрватска се зборува хрватски, така натаму. Значи не можете да ја водите операцијата во Европа од едно место и да имате синергетски ефекти со таква операција за сите 11, вклучително со Германија, пазари каде што функционира. И тоа е во главном причината зошто T-Mobile US и зошто Америка е неколку чекори пред остатокот од светот. Европа е ултрарегулирана, веројатно се сеќавате на тоа колку предизвици имаше и процесот на консолидација на пазарот во Македонија во 2015 година, кога од 3 мобилни оператори станавме 2. Јас бев лично сведок за тој процес, сум еден од оние кои што учествува активно во тие договори и преговори, и мислам дека кристално е јасно дека нашиот бизнис е бизнис кој што е исклучително управуван од високи фиксни трошоци, кои што во ситуација кога функционирате на пазар со мал обем, имате сериозен проблем да дојдете до break-even, да можете да ги повратите инвестициите, а да не зборуваме за посериозни заработки кои што би можеле да обезбедат долгорочна одржливост на операцијата. Тоа со Америка конкретно не е случај. Во врска со 5G во T-Mobile US, може би Васко може да сподели некои информации доколку ги има. Добро, во главном да, кај нас тие сме фокусирани на Европа, но имаме информации од Америка. Точно е дека во Америка T-Mobile први го лансира стендалон модус на работа. Генерално, каде што имаме грото од инсталациите се уште во non-standalone режим. За стендалон да може да се инсталира како модус на работа, потребно е да се има стендалон core, што е моментално за нас се уште, да кажеме, голема инвестиција и, да кажеме, се уште несозреана ситуација. Кај во Америка во средина, мислам, на минатата година го инсталира стендалон корот и го пуштаат стендалон 5G на 600 МГц, баш со таа цел да што ја има, мислам, и како обврска дека мора да направат покривање со 5G сигнал, бидејќи 600 МГц бендот е coverage бенд, односно кој што обезбедува покривање, ама во секој случај не може да обезбеди таа брзина како што може, да кажеме, нивниот non-standalone, мислам дека е на 2,5 ГГц, каде што таму они фактички ги постигаат тие брзините. Што е разликата со non-standalone и со standalone е баш оној енкор што го има на LTE, например, тоа како функционалност е проблем заради тоа што LTE тоа ние што го користиме како енкор, например во нашиот случај е на 1800 МГц и нема многу голем домет. Реално гледано како што има оној домет што го покривање како што го има тоа на 700 например МГц, и во тој случај кога ќе излеземе ние од зоната на покривање на енкорот, односно на non-standalone, оние што се сигнализацијата, 5G сервисот нема веќе да го имаме, туку едноставно ќе се префрли на стандарден 4G сервис. Главната причина зошто во Америка инсталира 5G standalone на 600 МГц, мислам дека им беше обврската за да обезбедат покривање. И брзините кои што се постигнуваат таму се значително пониски во однос на оние на повисоките фреквенции. Нормално, мислам, самиот спектар го лимитира тоа. Добро, благодарам. Еве уште едно прашање техничко за Васко. Massive MIMO спомна. Може ли од практичен аспект да ми кажеш, има ли, сега не знам дали знаеш, тоа се веќе премногу технички работи, за димензиите на антените, дали се разликуваат ако во однос на 4G, дали треба да се промени нешто со антените? Антените, мислите на базните станици или да, на базните станици, сега 4G во однос на 5G, што треба да се промени? Во однос на 4G, во однос на 5G базните станици кои што се оние pure 5G што работат во native
спектар, односно на 3.x, тие се значително помали како базни станици, како антени. И Јасно. да кажам дека се може 1/4 од стандардните вако што се, али за во однос на Massive MIMO не изискуваат некоја поголема вако што е модификација, заради тоа што антената буквално си прави beamforming во моментот кога сензорот ќе пушти сигнал. Тој сигнал што го пушта IoT сензорот, да кажам што е во рамки на неколку килобајти и не зафаќа некои поголеми ресурси воопшто во однос на, да кажеме, на капацитетот што може да го спроведе базната станица, така да за тој и оној демант што кажав јас дека се отприлика околу 1.000.000 девајси на 1 квадратен километар, не се очекува дека ќе биде воопшто проблем да кажеме системот воопшто да го хендла. Да, знаеш што ми беше прашањето, например, ако во Америка, ако викаат дека биле на 700 МГц, На 600. На 600-700, а овде 3.x, Да. тоа е 5 пати разлика у брановата должина и тоа значи дека димензиите на антените треба да бидат 5 пати различни. Можда не е баш толку грубо кажано, грубо, така, али видите и нашите антени што се на 700 МГц каде што ќе пуштиме ние 5G, исто се да кажам 3 пати поголеми или 4 пати поголеми него ли тие што се на 3.x. Зашто моментално не имаме една антена што користиме да речеме за 700, 800, 900 МГц и антената е технологија агностик, едноставно. Значи се користи технологијата 2G тук. Мислам антените од 2G. Антената е пасивна антена што работи на 700, 800, 900 МГц. Така да што ќе се пушти на незе, тоа ќе го зрачи. Дали е 2G, 3G или 4G сигнал или 5G сигнал, тоа е тоа. Јасно, но нели треба да се многу на број, масивно. Massive MIMO-то е планирано да биде оно што е на антените кои што се за 5G за високи фреквенции. Зашто, како што кажав, нискиот бенд е coverage бенд, другиот бенд е за брзини, али мислам дека бројот на девајси без разлика колку и да е, ако пушта 32 килобајти и треба да ги пушти за да речеме за одредена милисекунда, сепак е тоа незначително во однос на тоа што кога гледаме едно видео. Во ред, јасно. Благодарам вас. Благодарам, Никол. Благодарам, Зоран, за прашањата. Благодарам. Некој друго прашање? Некој нешто да... Повелете, професоре Георги. Јас имам две прашања. И двете прашања се однесуваат повеќе на фундаментите во телекомуникацијските мрежи, воопшто во мрежите, во ICT. Едното од тие прашања е прашањето за дали 5G има нов усовршени механизми за сузбивање на заситување, на congestion. Или кој тип, која категорија од вградени механизми располага 5G во однос на 4G или 4G. Јас не знам, не ги знам тие работи. Ама ги знам, ова што ве прашувам врз основа на тоа што сум во фундаменталните истражувања сработел нешто и објавил. Вака, сега отворено ќе ви кажеме дека ние работиме практично, да кажеме, што имплементација. Ако е тајна, ве молам, не одговарајте, да не прашувам ја нешто што не треба да прашам. Не е толку околу тоа за тајна, туку сакам да ви кажам повеќе дека идеме ние на делот на практичното искуство кое што го имаме при самата реализација на мрежата. Самата реализација на мрежата после од еден период на експлоатација самата покажува до која мера е заситена или не е заситена. Технологијата што е веќе вклучена внатре е вклучена согласно стандардите и испорачена од вендорите. Тоа е така едноставно испорачено, ние правиме мониторинг, доколку има потреба, зголемуваме капацитет, доколку
има потреба од, да кажеме, што е дали тоа ќе биде дополнителен спектар, дали тоа ќе биде, да речеме, што е дополнителни юнити кои што ќе бидат инсталирани. Во секој случај, поентата е правиме мониторинг на секоја една базна станица, али ова е практичен одговор, не е теоретски одговор. Тоа сакам да ви кажам. Како не, за мене многу важен одговор, многу нешто мене ми појаснивте со ова. Да. Може второто прашање? Може, повелете. Второто прашање се однесува на тоа, повторно влегува во тие фундаменти, повторно важи, не мора да одговорите ако е тајна, дали постојат вградени во 5G, вградени, дали ова што го инсталирате на Deutsche Telekom, вметнати алгоритмски постапки кои што ги предвидуваат протокол, интензитетот на комуникацијскиот саобраќај и на тој начин адаптираат функционирањето. Има повеќе методи, јас знам само две. Дали има вградено во тоа? Во овие системи што го имаме отворено, ќе ви кажам, они сами по себе немаат вградено такво, тоа е посебен систем кој што се купува од, да кажам, од друг производител, кој што во живо прави оптимизација на мрежата. И тоа го викаме како Self-Organizing Network, во на CSON систем го имаме, Centralized Self-Organizing Network, на кој начин едноставно самиот систем, генерално во зависност од тоа како имаме потреба, во живо ги менува параметрите и го оптимизира системот за да биде најдобар во однос на тоа каков е моменталниот деманд за податоци. Тоа не е вградено во овие системи, тоа е друг систем кој што е, да кажеме, не независен, туку интегриран во овој систем. Благодарам, јас прашам затоа што вие имавте во предвид и работата на Deutsche Telekom на американскиот континент, таму предпоставувам дека е малце подруго во поглед на масовните комуникации, обимот на саобраќај што се случува, трансмисија на повеќе од хетерогени низи од сигнали на податоци, па таму веројатно користат нешто од тие методи. Предпоставувам, ништо повеќе, само прашам. Да, ние тие ги користиме методи, јас ќе ви кажам уште сега и за 4G. Не само за 5G. Ние го користиме, го имаме инсталирано таков систем кој што на нас не ја прави автоматизацијата, да кажам, и оптимизацијата на мрежа во живо и за 4G. Истите тие системи имаат модули за 5G. Предпоставам дека постои некој вид на механизми вградени, што подразборува поготово во околини каде што е нормално да се очекува хетерогени, трансмисија на хетерогени масовни податоци во таквите примери. Иначе морам да ви кажам една работа. Јас од памтивек одамна имам мобилен телефон кој што е на нашиот телеком, што значи на Deutsche Telekom, па бидејќи во последнава деценија скитав малку повеќе по светот, благодарејќи на Deutsche Telekom, јас од било кој крај на планетава успеав да се чуем со дома и да кажам дека сум уште жив, уште мрдав. Значи, стварно е ефикасна. Ова е потврдувам вашите зборови за ефикасноста на функционалноста што Deutsche Telekom ја обезбедува. Морам да ви кажам дека сум од Сантјаго до Чиле до, како да кажа, во едно од островите најјужните на Јапонија и Анкорич од Алјаска. Подеднакво успевав да се слушнам, што значи многу, што значи многу фамилиарно. Благодарам многу за стварно. Не, тоа е истина што има тука. Благодарам професоре Демировски. Благодарам на одговорите, имам малку поблиска представа. А дали има нешто во врска со синхронизација на
На рамките? Повеќе центри Да, да функционираат во модус да прават трансмисија на хетерогени податоци. Дали има градени механизми од некој од алгоритмите, односно методите, техниките на синхронизирање? Ако тргнување во синхронизирана работа. За 5G-то, се не знам сега дали убаво. Не, тоа треба да има и во 4G, не само 5G. Не, за 5G-то мора да бидат синхронизирани рамките помеѓу операторите тука кај нас и тоа го прави АИК, кој дефинира како треба да биде, да кажеме што е таа рамка дефинирана за во рамките на тоа да може да работи, зашто работи 5G-то на 3.x во TDD модус. Благодарам. Тоа мора да биде така направено. Да. Инаку, посебно мене ми беше интересно она што го имавте централно назначено. Network of networks. Мрежи од мрежи. Или мултилатерални мрежи. И чак и еден теориски труд имам во тоа прочепкано. Кога меѓу себе се сврзани со кога се случуваат дефектите во линк помеѓу одделни одрени гнезда на мрежи. Многу е интересно од гледна точка на математичката методологија, меѓутоа јас се држам пред се за физиката, пробам да го замислам за физика. Од тука произлага, иначе ја не сум, мојата специјалност не се телекомуникации. Мојата специјалност е системи и управување. Ама управување од мрежи, од наједноставни до најкомплицирани. Вклучително и социоекономски, социополитички, врз основна теорија на конфликтни игри. Тодоше, мојот домен не стигна подалеку од два опоненти. Денешниот свет е веќе мултиполарно опоненти. Благодарам, професор Демировски. Значи, да знаете од каде не сум, јас човек кој што е специјалност од телекомуникации и единствено што можев да прашам беше тоа што се однесува на фундаменталната теорија на мрежи. И врз основа на тие знаења, ништо повеќе. Благодарам уште еднаш. Некој друг дали има прашања, нешто да го интересира? Јас би сакал нешто да прашам, пошто работам во воздухопловство, одржување на радарски системи. Ние преминуваме одамна, имаше идеја радарите да се изгаснат како сензори, но се воведуваат нови сензорски технологии, радарите остануваат како еден сигурен систем кој може да ги открива воздухопловите. Сега доаѓа време на дронови, поголеми, помали дронови. Мислам дека има 5G технологијата тука ќе има голем удел во водење на тие дронови или преку апликации веќе има да се види каде се наоѓаат и така натаму. Дали како Телеком имате соработка со некои компании за правење на овие системи за контрола на летање, за, да речеме, пред се за урбани средини или така нешто, за дронови. Пошто нормално системи за контрола за летање за авиони има веќе постои, но дали има нешто во однос на 5G технологијата и користење на брзината на 5G технологијата пред се за летање на дронови и нивно наблюдување? Никола, ја ќе одговорам тука, да баш заради тоа што имаше еден од use case-ите баш од примените што беше тој за така наречените автономни дронови. Ја сум повеќе од убеден дека наскоро самите дронови на некој начин ќе имаат своји сензори кои што ќе пуштаат соодветна сигнализација, односно исто како што збориме во последно време за автономните возила, истиот концепт ќе работи и за дроновите, бидејќи се очекува дека се повеќе и повеќе ќе земаат замав за практично користење, дали од лични или од бизнис цели, имаат се повеќе и повеќе примена. Од тој аспект, оние методите за контрола
на кој начин како се однесува дронот, ќе биде се повеќе и повеќе автоматизиран. Тука 5G има некоја, да кажеме, што е премиум позиција во однос на било која друга технологија, дека кога и веќе дронот се движи со некоја голема брзина и наоѓа некоја препрека пред него, дека може само со ултра лоу латенција да може да изреагира на време за да избегне колизија или било кој начин. Конкретно на прашањето не сме отвориле дискусија на таа тема, али може би се некои дискусии во рамки на Deutsche Telekom групација. Ако сте лично заинтересирани, можам да прашам па да ви одговорам подоцна. Благодарам многу. Климент, не те слушаме. Благодарам. Значи, би сакал да привршам со дружбата ако нема веќе прашања. Оваа дружба одеше онлайн. Сакам да ја најавам следната 28 дружба на Fate Alumni, која за среќа ќе е во живо во јуни, која имаме 3 поводи и настани. Тука е роден денот на Fate, промоција на нови дипломци и нешто многу интересно. Златна диплома. Тоа се однесува за нашите колеги кои завршиле далечната 1970, 71 и 72 година. И деталите дополнително ќе ги објавиме. До тогаш имајте убава вечер. Благодарам на присуството и се најубаво. Пријатно. Пријатно. Фала за гостите. Благодариме на интересот. Пријатно. Поздрав.